Трендот на заменување на младите надвор од држава продолжува и тоа со можеби позасилено темпо за разлика од порано. Точно е дека Македонија била земја во која сме имале печалбари, така наречени печалбари, и во минатото, во разни времења, дури во социјализмот, но во овие последни години навистина можеби станува збор за екзодус на младото население. Факт е дека тоа се случува и во другите држави, дури се случува и во државите кои станаат членки на Европска унија, најблиско ни се Бугарија, Романија и така натаму, кај што имаме огромно преливање на намалување на бројот на населението. Тоа се случува и во Хрватска. Се разбира многу помалку во Словенија, која и во Југославија и сега е далеку пред нас во сите стандарди на живење. Не само во областа на животниот стандард, туку во социјалните стандарди, здравството, образованието и така натаму. Дали ова е за нас еден вид олеснување или политичарите на еден начин оправдување зошто ни се случува ова, затоа што се случува и надвор, сигурно дека не. Секоја нормална држава треба да работи на тоа како да се намали овој процес, иако не е тоа едноставна работа. Често пати кога зборуваме за иселување на младите, на прво место се става платата, висината на платата. Платата сигурно е еден од главните критериуми, но не најзначаен критериум. Затоа зборува и структурата на луѓето кои се иселуваат. За разлика од порано кога се иселувале луѓето со многу ниско образование, со многу ниски квалификации кои овде не можеле да најдат работа, сега се иселуваат и високостручни студенти, луѓе кои завршиле, значи кадри кои имаат одредени способности, кои сакаат своите способности да ги развиваат и да ги унапредат и се разбира да ги наплатат во развиените држави. Исто така кај нас често пати се зборува, ево Германија ги олеснила условите за вработување на странци и дозволува без да има дозвола да престои да бараат работа и така натаму, као да ги окривуваме германци зошто тоа ни го прават и зошто ни го земаат најработоспособно население, не само во областа на економијата, туку и во областа на самата демографија на државата, бидејќи тоа се луѓе во репродуктивна способност кои треба да имаат сега млади деца и да се населението зголемува кај нас. Јас би рекол дека секој држава си го гледа својот интерес. Не може да измериме ниту на Англија, ниту на Германија, на никој. Тие си гледаат својот интерес, тие имаат исто така многу низок наталитет, понизок и од нашиот. И тој недостиг на млади луѓе кај нив мора да го обезбедат од надвор, ако сакаат да имаат фактички одржување на нивната економија, бидејќи факт е без економија нема стандард. Ако немате вие економија, ако немате стопанство, немате ни здравство, немате ни администрација, немате ни образование, немате ништо. Така да тие се разбира си го гледат својот интерес. Но што да направиме ние, како ние нашиот интерес да си го заштитиме? Се разбира дека тоа не е едноставна работа, и ако ги гледате, ево, завршија изборите и програмите, политичките програми на самите партии кои излегува на избори, ќе видите дека тоа се општи флоскули, залагања, желби, дека тоа ќе се намали, но никој поконкретно не може да каже што треба да се направи за да се овој процес намали. Се разбира дека се требаат коренити, и јас често пати велам, храбри реформи. Зошто храбри? Затоа што политичарите често пати кога треба да се зафатат со храбри реформи, тие немаат храброст, бидејќи прецењuje бројот на гласачите, немој случајно да изгубат гласови. А храбри реформи ни треба секаде. Ни треба во образованието, каде што нивото на образование падна страшно. Значи квалитетот на образованието е многу ниско, така да луѓето завршуваат, земаат некакви си дипломи, но тие не се спремни ниту да се вклучат во стопанството, ниту пак се спремни да почнат некој собствен бизнес. Ние не работиме на предприемништво, ние не ги младите луѓе стимулираме да отворат собствен бизнис и да останат во држава. Прво, не ги даваме доволно знање, а второ, не го поддржуваме бизнисот и на секој начин ги омалажуваме бизнисмените кои се охрабруваат да почнат собствен бизнис. Така да бројот на компаниите кои пропаѓаат кај нас е поголем него новите компании кои се ствараат. Значи, образованието е можеби основа на све и од него мора да се почне. Но исто така имаме многу гломазна и неквалитетна партизирана администрација. Таа администрација мора да биде помала, професионална и добро наградена. Значи, да биде мотивирана да работи и за граѓаните и за стопанството, а не да работи во интерес на партијата која ги ставила на работни места. Зошто е ова многу бисно? Затоа што сите компании немаат капацитети ниту кадровски, ниту материјални да обезбедат да го обезбедат собствениот развој.
Затоа државната администрација и јавната администрација е сервис на овие, особено на малите компании. Македонија е држава кај што преовладуваат над 90% се микро, мали и средни предпријатија. Значи големите компании се помалку од 10% од по бројот на компании. Тие микро и мали компании немаат капацитети. Таму директорот е и човечки ресурси и правник, единствено имаат некој книговодител кој го користат на еден начин и за одредени правни совети. Бидејќи малите компании на вистина немаат капацитети за да можат да ги сите законски и други стандарди и социјални стандарди применуваат. Затоа ние имавме едно истражување со помош на Меѓународната организација на труд, каде главната насока ни беше кога ќе се менуваат закони, најпрви мислите на најмалите. Тие се најзагрозени, тие најбрзо пропаѓаат во првите 3 години од основањето и на нив треба најмногу да се помогне. Но се разбира не само администрацијата, образованието, сега понатаму треба да ја развиваме инфраструктурата. Младите кога ја гледат таа инфраструктура што е направена, да речеме во Германија и ова што е кај нас, тоа сигурно и значи дека е подобро да се живее таму. А за жал таа инфраструктура, ако не германците земаат луѓе од кај нас или да речеме од далечниот исток, таа инфраструктура ќе остане празна, дури ќе нема кој да ја одржава. Значи секоја инфраструктура треба се исто така и да се одржава. Значи покрај платите и стандардот треба исто така да се мисли и на владењето на правото. Значи еднаквост, сите мора да бидеме еднакви пред законот, а ако сакаме младите тоа да го почитуваат и да речат да, јас живеам во средена држава. На еден начин, почнувајќи од сообраќајните прекршоци до најголемите судски спорови, мора правото да владее за секој да биде еднакво и на територијата на целата држава, бидејќи ние сме свесни дури и почитувањето на законите во областа на даношната политика не се применуваат секаде во Македонија. Најдобро може секој граѓанин да го види тоа каде зема фискална сметка, а каде може да пазарува без фискална сметка. Значи, затоа имаме таква сива економија, која исто така е една од причини што младите ги нервира и сака да живеат во посредена држава. Многу држави, како што реков, овој проблем го решаваат со увоз на работна сила или со вработување луѓе од надвор. Тоа си има и добри и лоши работи. Ние немаме се уште многу големо искуство. Во Македонија бројот на работници од странство кои лани влегоа е околу 7000 работници, најмногу во градежништвото. Знаете дека најголемите објекти во Скопје ги градат турски работници, градежни работници. Сега се разбира и со Бехтел ЛНК и со автопатиштата ќе мора да се увезат работници. Ние немаме доволно градежни работници, нашите отидоа надвор. Но голем проблем има и рестораните, хотелиерството, особено во туристичките наши места и дестинации. Работодавачите се жалат дека нема доволно работна сила. Нашите келнери и кувари отидоа во Хрватска за поголема плата. И овде сакам да кажем една друга причина. Многу луѓе велат, па зошто нашите работодавачи не дадат иста плата како што е во Хрватска? Тогаш нема да бегаат келнерите во Хрватска и останат тука. Една замка е голема, а тоа е, ако сакаме да дадеме таква плата, ќе треба цените на ноќевање да бидат како во Хрватска. Дали ние можеме да во Охрид да наплатиме 300 евра за едно ноќевање со доручак, за да можеме и нашите келнери и готвачи така натаму да земаат хрватска плата? Не, значи мора да сме свесни дека платата е една од основите за пораст и на инфлацијата. Значи таа мора да ја следи продуктивноста во државата. Ако ние не зголемуваме продуктивноста со што ќе обезбедиме повисоки плати и повисок животен стандард, ние само ќе ја предизвикуваме инфлацијата. И за жал ова не е само наша работа, ова се случува во целиот свет. Гледате што се случува најново со инфлацијата во светот. И америчките федерални резерви и Европска банка не се охрабрени и е страв да ги намалат каматните ставки, гледат дека проблемите и инфлацијата е се уште тука, заради тоа што сите тие и штампа огромни пари без покритие. Пари со кои сакаат да го задоволат граѓанинот, да има повисоки плати, но без да има ново производство и нови услуги што доведе до инфлација, и мислам дека треба да се навикнеме дека и понатаму ќе живееме со една ограничена инфлација, затоа што, пак ќе кажам, криви се политичарите. Ако еден политичар ја каже вистината на своите луѓе, да каже ние имаме толку и толку милиарди GDP произведено, ние мора да го поделиме волку за образование, волку за здравство, волку за армијата и толку пари имаме и не може повеќе.
Не тие кои ќе на првиот штрајк на синдикатите ќе речат окей, ќе најдеме пари и штампат пари или земаат кредити и ги покачат платите, тоа верујте ќе доведе се само со повисоки плати. Јас се плашам дека ние ќе имаме многу повеќе пари него што имаме сега. Зборувам за Македонија, но цените нема да бидат како што се сега. Ако сега со 800 до 1000 денара може еден човек да отиде во кафана да руча, тогаш ќе биде 200 до 300 евра минимум за еден човек за да отиде во кафана. Или вкупниот цех ќе биде 1000 евра за една фамилија ако сака да отиде во кафана. И тогаш ќе имаме платени 1500-2000 евра, но цените ќе бидат многу други. Така да таа инфлација мислам е предизвикана од политичарите кои сакаат да се додвараат на гласачите, а не обезбедуваат реформи за да прво да ствариме повеќе, да произведеме повеќе, да го зголемиме колачот, а после да има за сите повеќе, и за здравство, и за образование, и за сите. И за државна администрација и така натаму. Така да мислам дека вработување на луѓе од странство е едно од решението, но не е конечно решение. Најголем проблем кај тие луѓе е како да се вклопат во општеството. Знаете, тие доаѓаат со своите традиции, искуства, дури и храната што јадат не е иста со оваа храна што е наша. Луѓето што дојде од Индија тука во Македонија не може ништо да јадат, тие се готвеа сами и луѓе, дури знам, мене една агенција донесе храна и зачини од Индија за да можат да направат јадење кои тие го јадат. Значи, тие луѓе тешко се вклопуваат во тоа општество. Најголем проблем на големите европски држави е тоа. Има трета генерација турци кои живеат во Турција, децата на час зборуваат турски, но кои излезат во ходниците зборуваат германски, а во ходници зборуваат турски. Значи, се уште не се чувствуваат како германци. И тоа е голем проблем. И се менува структурата, се разбира. Но и тоа не треба да се отврли и као можност за да се задржи економијата. Бидејќи во спротивно, ако ние не обезбедиме доволно работна сила, верујте ќе ни паѓа економијата, што значи ќе паѓа GDP, што ќе значи помалку пари за сите, и тогаш целата економија, целата заедница, на крај крајшта и као држава, ќе имаме големи проблеми. Така да мислам дека решенијата не се едноставни, но мора да отпочнеме. И тоа да отпочнеме со храбри реформи. И во државна администрација, и во образование, и во стварање на подобра бизнис околина. Бидејќи, за да некој се охрабри, да си ја стави куќата во хипотека, да земе кредит од банка и да почне бизнис, тој треба да е барем малку сигурен дека бизнисот ќе оди и ќе може да го врати кредитот, инаку му пропаѓа куќата, ќе остане на улица. За тоа треба сите да помагаме на бизнисмените, сите кои колку може. Образование да испорачува подобар кадар, здравството се разбира подобро здравство, државна администрација да биде помош, сервис, за да може тој млад бизнисмен да почне и да вработува повеќе луѓе и така да ствараме нова поголема вредност. Се разбира, големите компании се имаат и своји проблеми, но пак ќе кажам, тие сепак имаат поголеми капацитети, имаат и финански и човечки ресурси за тоа да го направат, додека малите компании мора да се поддржат. Јас често пати кажувам дека јас сум разочаран затоа што ние во Македонија имаме многу малку закони каде што или во преодни заврши одредени, или внатре во самиот закон има одредено олеснување за малите компании. Знаете, земете во само закон за безбедност и здравје при работа, каде работувачи имаат илјадници обврски и финански трошци. Не може еднакво да го применува компанија од 1000 луѓе и компанија со 10 луѓе. Така да на малите мора да и помагаме и да ги искористиме нашите приоритети што ни ги дал Господ. Значи, ова сонце и ова убава земја, ова можност за земјоделието треба да биде основ да ние продаваме квалитетни земјоделски производи и преработени земјоделски продукти кои ќе бидат бренд во Европа. Бидејќи тие тоа го немаат. Не е исто да произведете патлиџан во Германија и патлиџан во Македонија. Значи, самиот вкус, самите суви материи, самиот квалитет на нашиот патлиџан е 10 пати подобар од нивниот. Ајде тоа да го продадеме, да направиме бренди да го продадеме. Но затоа треба младите да ги убедиме дека од земјоделието може добро да се живее. Субвенциите не треба да бидат социјална помош, да земјоделецот со неа, со тие субвенции да преживее и да купи некој стар трактор. Со тоа ништо не сме направиле, само увозот на храна ни се големо. Земјоделецот треба да го убедиме дека и младиот човек, ако се реши да почне собствен бизнис во земјоделието, дека стварно ќе заработи, стварно ќе биде богат и ценет човек, а не да се подиграва другите со него. Само во тој случај ние ќе ги искористиме тие наши приоритети. Во другите области не гледам големи приоритети. Ние не може да мислиме дека ќе живееме од IT индустрија
Па дури и туризмот имаме одредени можности, но далеко од државите кои имаат природни можности, да речеме една Хрватска или Црна Гора за развој на туризмот, за разлика од нас. Така да се надевам дека ево имаме нова влада, ќе се формира нова влада, тоа е нова можност, нова надеж за сите нас, дека ќе се направат тие храбри реформи, дека нема да се калкулира толку многу со партиските интереси, туку пред се ќе става интересот на државата. Да политичарите мора да го гледат пред се интересот на државата, на нацијата, а не на партијата, бидејќи зошто ни се партиите ако се изгубиме државата. Што се однесува до текстилната индустрија, таа навистина трпи многу негативни промени последниве години. Ние сме имале 65.000 работници пред 2005-2006 година, а сега се сведохме на 25.000 и засилено тој број на работници паѓа, што значи текстилна индустрија полека одумира. Баш вчера разговарав со мои колеги и велат дека да речеме тоа не се случува во Турција и во државите или да речеме во Мароко или во Алжир, каде што текстилот засилено се развива и се вработуваат повеќе луѓе, но тоа се прави само со државна помош. Текстилот со порасот на платите во Македонија, особено последните 5-6 години, кога минималната плата изврши притисок, но не само таа, туку и немањето на работници, заминувањето на младите надвор, мора присилени беа да ги качат платите и наеднаш стана прескапи за европските брендови. Значи ние веќе, ево, последна бруто плата е некаде над 800 евра по човек, бруто платата нормално со даноци и придонеси, и тоа верувајте е прескапо за германските брендови, затоа што тие имаат 150 до 200 долара бруто плата во Бангладеш. Така да мислам дека што и да се направи, ако не се направи некоја по-изразита помош од државата, текстилот за многу скоро време ќе го снема кај нас, што не е ништо чудно, затоа што фабриката за која работим во Германија 96 година кога се затвори, тогаш работничките во Германија текстилни има 800 марки, а просечната плата во Германија беше 1500 марки. Значи тие на 800 марки стана не профитабилни, нерентабилни, не можеа да опстанат и ги затворија фабриките. И почнаа да инвестираат во Полска, во Чешка, во Македонија, во Србија и така натаму. Во Романија инвестира. Пред 5 години се затвори фабриката во Романија за истиот бренд за кој што работиме и ние, и тоа прашањето беше за многу мала разлика во цените. Но тие веќе тогаш отидоа со платите некаде 600-700 евра и не беше за нив, ние тогаш бевме пониски. Значи ние последните 5-6 години имавме страшен раст, значи минимална плата од текстил од 2010 години кога дојде прв пат закон за минималната беше 6000 денари, сега е 22.300, а просечната плата е над 500 евра нето плата. Така да мислам дека за жал текстилот ќе одумира полека, но ова сум го кажал неколку пати, државата треба да обезбеди можности за постарите работнички кои се сега работат во нашата текстилна индустрија, да можат да се достојно да се ја доживеат пензијата, да не останат на улица и да не бидат социјални случаи. Бидејќи помладите имаат можности, може да се вработат на други места, особено во тир зоните кај што тие компании добија одредени привилегии, помошти од државата. Тие не плаќаат 10 години даноци и придонеси и верувајте колку е тоа пари, тоа се огромни пари. Бидејќи на 100 денари исплатени на работникот се плаќаат 50 денари персонален данок и придонеси. Така да тие се на еден начин привилегирани и ни ги зимаат нашите работници, а бидејќи не можат да најдат други работници од заводот за вработување.